Пол Вилијамс од Лос Анџелес купил електричен автомобил пред 2 месеци. This car's been fantastic. It's Фантастично е од неколку причини. Економичноста. Подобро е за животната средина. Но кога батеријата на автомобилот ќе се испразни, Вилијамс го губи ентузијазмот. Вели дека полнењето на возилото бара време и трпение. like this one shows as Оваа working. станица за полнење покажува дека работи, но кога ќе ја приклучите, се заклучува во возилото и не можете да се исклучите. Заглавени сте. So I have this car for about 3 years almost. Го возам овој автомобил речиси 3 години. Напојувањето е лесно. Но во последно време е многу тешко. Понекогаш од 3-2 полночи не работат. Треба да чекате 2 часа понекогаш. Volkswagen од Америка нуди 3-годишно бесплатно брзо полнење, како потек за купување електрични возила и се повеќе автомобилски гиганти прават нешто слично, како BMW, Porsche и Mercedes. Бидејќи се повеќе луѓе купуваат електрични автомобили, проблемот сега е што државата нема доволно станици за полнење. Beginning it was nice, nice car, luxury car. Беше убаво на почетокот, луксузен автомобил 2 години бесплатно полнење, но проблемот е што на овие станици пишува дека се со капацитет од 150 киловати на час, но всушност е 25 киловати на час. Значи треба да почекам 2 часа за да го наполнам. Да знаев немаше да го купам овој автомобил. Калифорнија има околу 41.000 јавни полначи за електрични возила, најмногу во САД. Експертите велат дека жителите на оваа сојузна држава купуваат вакви автомобили со побрзо темпо отколку што САД може да инсталираат полначи. California is where electric vehicles are growing the fastest in the nation. Калифорнија се движи најбрзо од сите во нацијата кога станува збор за електрични возила, од 3 причини. Најпрво, федерално даночно леснување, луѓето се многу повеќе свесни од еколошки аспект и влијаат и високите цени на бензинот. Американските федерални власти велат дека сакаат да има инсталирано 500.000 станици за полнење во земјата до 2030. Моментално има околу 180.000. Но истражувачите од Националната лабораторија за обновлива енергија веруваат дека ќе бидат потребни над 1 милион полначи за да се задоволи побарувачката. Сега веројатно имаме покриено 25% од побарувачката, можеби и помалку. Но работите наскоро би можеле да се подобрат. Кон крајот на 2023 Тесла, соработувајќи со федералната влада, објави дека ќе ги отвори своите станици за полнење за сите електрични возила, а повеќето производители на автомобили најавија дека ќе го прифатат стандардот за полнење од Тесла. Тоа ќе создаде повеќе станици достапни за повеќето возачи на електрични возила ширум САД.